Економиите на земјите од Западен Балкан ќе растат, но неопходно е динамизирање на структурните реформи, така велат анализите на Светска банка, која денеска го презентираше полугодишниот извештај за државите од регионот. Few words about the outlook. Изгледите за регионот се подобрија, но за да се зголеми приближувањето на висината на приходите со оние во Европската унија, што може да помогне во намалувањето на иселувањето од Западен Балкан, потребна е поголема фокусираност и имплементација на структурните реформи. Значи потребно е забрзување на реформите неопходни за пристапување кон унијата. За Северна Македонија очекуваме зголемување на растот на 2%. Нашата проценка се темели на перформансите на градежниот сектор, јавните работи и изградбата на автопатиштата. Во минатата година земјава во споредба со другите држави забележала најмал раст и тоа се должи на послабиот извоз. Од друга страна, Македонија според експертите на Светска банка успеала подобро да се справи со инфлацијата за разлика од Србија која имала најголема стапка на инфлација. Проценките се дека наредната година регионот има раст од околу 3,5%, што е на нивото од пред пандемијата. Сепак постојат ризици за економиите од регионот, како внатрешни, така и надворешни. Ги гледаме ризиците на овие изгледи. Доста политички тензии и геополитички тензии влијаат врз севкупната трговија во светот. Би сакале да го нагласиме и фактот дека изборите го намалуваат темпото на реформите. Изборните циклуси доаѓаат со одредени мерки кои не секогаш помагаат на економијата. Имаме неколку земји во регионот во кои ќе има избори, како на пример во Северна Македонија. Светска банка смета дека на забрзување на економскиот раст на Западен Балкан може да помогне планот за раст на регионот, иницијатива на Европската унија тешка 6 милиарди евра кои треба да се инјектираат во наредните 3 години. Планот беше споменат и на форумот ЕУ се среќава со Балканот, што пред неколку дена се одржа во Софија. Во ноември 2023 година представивме нов план за раст за Западен Балкан и тоа треба да биде поттик за регионот да го зголеми својот економски раст и да ја зголеми социјекономската конвергенција со Европската унија. Но не само тоа, тоа е и алатка за забрзување на реформската агенда во овие земји за да им се олесни реализацијата на реформите. Европскиот совет и Европскиот парламент веќе постигнаа начелен договор за формирање на тело кој ќе биде клучен дел од планот за раст за Западен Балкан. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.